Ќе проговориме за фестивалот на детска песна Распеано детство. По тој повод имаме одличен гостин, соговорник. Нашиот гостин е Драган Јакин, претседател на Сдруженијето Ризница. Ви благодарам што ова утро ќе откриеме многу повеќе детали за ова убаво фестивалче кој што ќе ги израдува и децата и сите кои што се големи вечни деца. Благодарност за телевизија Алфа за пројавениот интерес за фестивалот и користам прилика да ви го честитам 16-тиот роден ден. Благодарам. И благодариме многу. Иренче, Благодарам, Сузе. Убава на вистина најава. Благодарности од мене за честитките за 16-тиот роден ден на телевизија Алфа. Драган Јакин, претседател на Сдружение Ризница и организатор на детскиот фестивал Распеано детство, еден од најстарите фестивали во Македонија. Оваа година ќе се одржува по 19 пат на 8 јуни со завршувањето на учебната година. Значи децата на распуст, весели, расположени, убаво распеани, разиграни, по 19 пат, еден од најстарите фестивали, кажавме, само Златно Славече е малку постар од овој фестивал. Ајде, Драган, да позборуваме малку за програмата за учесниците на фестивалот. Да го најавиме фестивалот. Значи, фестивалот традиционално се одржува при крајот на учебната година и се одржува по повод чествувањето на празникот, односно на Светскиот ден за заштита на правата на децата. Фестивалот Распеано детство е вмрежен со поголемите фестивали од регионот и има свој меѓународен карактер. Меѓународниот карактер на фестивалот оваа година ќе го потврдат учесници од Бугарија и од Србија. Имаме вкупно 20 нови детски песнички, која од која поубави. Има навистина голем интерес за фестивалот. Фестивалот се одржува под покровителство на Советот на општина Куманово и градоначалникот Максим Димитриевски, а медиумски покровител е Националниот сервис Македонската радио и телевизија. Да. Кажавте 20 песнички, така? Да, 20. Да споменеме дел од авторите, кои што ве пратат сите овие 19 години. Значи, дел од фестивалот. Да, фестивалот датира од далечната 1976 година. И од самите почетоци на вистина на фестивалот песни компонирале, пишувале значајни имиња од нашата естрада, како што е Миодраг Мичо Божиновски, Стојан Тарапуза, Зијадан Исмаили, Среќко Поповски, Александар Джамбазов, за да сега по поново време како автори се јавуваат Игор Трајковски, Весна Бојковска, Далибор Даки Ѓошиќ, Ристо Самарџиев, Горјан Стојановски, Цане Петров, нашите пријатели од Бугарија, од Србија, а годиниве наназад имавме гости и од Црнагора, од Хрватска, од Албанија, од Косово, така да вмрежувањето на фестивалот со поголемите фестивали во нашиот регион навистина ни импонира и не само интерес кај дечињата кои сакаат да се вивнат во естрадното небо, туку и самите автори навистина се инспирирани на фестивалот. Еве исто дека се сложи навистина познати, еминентни имиња композитори на овој детски фестивал Распеано детство по 19 пат. Какви ви се впечатоците од минатата година? Вие гостувавте овде во телевизија Алфа, го најавивме. Како поминавте лани? Па лани беше прекрасно. Навистина беше прекрасно. Песните кои ги беа изведени на самиот фестивал си живеат. Основните училишта од Куманово и не само Куманово, на нивните патронат празници си ги пеат, на голем број на манифестации кои се организираат во Куманово и не само во Куманово, во околината. Нашите дечиња одат, учествуваат, така да и
на вашава програма имаше нели две дечиња кои учествуваа и така да наистина фестивалот си ја живее својата приказка во текот на целата година. Значи живеат песните, тоа е најважно. Каков, дали е ревијален фестивалот или има награди и колку учесници ќе имате оваа година? Оваа година имаме 20 учесници. Фестивалот е од ревијален карактер, не доделуваме награди. Сите дечиња се наградени, така. Сите дечиња кои ќе си ги испеат песните се на некој начин победници, бидејќи и песните навистина зборуваат за мојата учителка, за Пролет, за TikTok, секоја песна си има порака, така? Така. 20, кажавте, дечиња кои што ќе излезат на сцената. Фестивалот ќе биде еден ден, кажавте дека постои можност можеби да биде и са бајле и навечер, во зависност од интересот? Значи, да, во зависност од интересот, фестивалот е закажан за 19 часот, ќе се одржи во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Согласно интересот, во текот на денот можеме да направиме и 2 до 3 представи. Така, во зависност. Има ли интерес за фестивалот? Да, има интерес за фестивалот. Дечињата, особено дечињата кои пеат, нивните семејства и така натаму, едва и чекаат да дојде тој 8 јуни. Го избравме 8 јуни како сабота, ден кога се слободни дечињата. И кога завршува и на крајот, буквално на крајот. Имаат уште една недела, да. Не е како минатите години со 10 јуни. Зборувавме за фестивалот, јас мислам редно време е малку да им пуштиме музика на нашите гледачи да слушнат како изгледа тоа. Како беше минатата година. Како беше минатата година. Одбравме една песничка, насловена е како Песна за мирот, носи убава порака. Ќе ги замолам колегите од режија да слушнеме дел од оваа песничка. Убава порака донесе оваа песна, да нема солзи пролеани, да нема деца расплакани. Секоја песна си носи своја порака, во зависност нели од авторите. Кажавте дека композиторите се навистина познати. Картите се, кажавте, по училиштата, нели се? Да, а и на самиот влез на Центарот за култура ќе има билети за да може да се... Ете така. Ке слушнеме пред крајот на разговорот уште една песничка. Сега би сакала малку да позборуваме за Сдруженијето Ризница. Вие сте председател на ова здружение и Ризница го организира и овој фестивал Распеано детство. Она што ми е интересно за вашето здружение е тоа што вие, една од активностите вие, тоа што собирате стари македонски песни од северно-источниот дел на Македонија. Одите од место на место и
ги снимате песните каде што жителите ви ги пеат. Оние подзаборавени песни, така? Па во суштина тоа се ние ги собираме оние песни кои старите песнопојци ги слушале од нивните мајки, татковци, баби, дедовци и така натаму. Ги собираме, имаме соберено преку 200 песни, имаме издадено носач на звук со 18 песни кои по прв пат се наоѓаат на носач на звук. Тоа се подзаборавени песни. Сдруженијето Ризница, значи, правото, односно големото име на Сдруженијето е Сдружение за уметност, култура и заштита на културно наследство. Значи, на североисточниот регион, концентрирани сме на тој дел од нашата земја, бидејќи некако североисточниот регион ние барем мислиме дека е помалку запоставен од останатите, а навистина историското културно наследство на североисточниот регион навистина е големо, така да ние мисијата на нашето здружение е заштита на културното наследство на североисточниот регион. Освен тоа што го работиме на терен, имаме и редица на други манифестации кои ги организираме. Едно од нив е шопската свадба во село Куклица, на локалитетот Камени Кукли. Шопска свадба. Шопска свадба. Зошто се вика шопска свадба? Па затоа што североисточниот регион, најголемиот дел од североисточниот регион се наоѓа во така наречениот шоплак, односно шоплакот како регион се наоѓа на централниот дел на Балканскиот полуостров и се простира во Србија, Бугарија и кај нас во Македонија, и тука некаде североисточниот регион се маргините на тој така наречен шопски регион. На вистина да, на вистинска свадба каде што младите се венчаваат. По тие обичаи, ќе споделите некои од тие обичаи кои што можеби нас не сте познати? Има многу интересни обичаи карактеристични за тој регион. Една од активностите, да кажеме, од тие на свадбите, што се правеле, значи ние инсистираме да ги пренесеме тие моменти, како се тоа работело, е така наречени устршници. Тоа е кога ќе си ја земат невестата, свекорот излегува од куќата на невестата и кажува дека сега во семејството доаѓа уште еден член. Устршници се во суштина коњаници кои во стари времиња било престиж кој прв ќе ја донесе веста од куќата на невестата во куќата до младоженецот и кој прв ќе дојде, било престиж, тоа значи дека имал најдобар конј. Конј, најбрз конј, така, да. Конј и така натаму. Тоа е еден од обичаите, има редица на други обичаи и така натаму. Ние, освен фестивалчево за детскиот фестивал Распеано детство, организираме уште два фестивали. Едниот го организираме во ноември, во рамките на одбележување на Денот на градот. Тоа е фестивал Денови на Балканска етнорезница. Секоја година си има свој тематски, различна тематска карактеристика. Оваа година? Оваа година тоа ќе биде фестивал каде што ќе се представат македонски изворни и народни песни преработени во акустична верзија на гитара од еден од нашите членови на нашето здружение, Цане Петров. Минатата година тоа беше Врањска вечер, ние со Врање сме збратимени градови, и оваа година ќе им одиме во Врање, ќе правиме Кумановска вечер. И уште една манифестација која ја организираме, односно фестивал, тоа е веќе бренд на градот, фестивалот на шеговина македонска народна песна Тумба Фест. Оваа година ќе се одржи, како и годините наназад,
во рамките на Кумановското културно лето. Така. Ке има, значи, многу повод и причина да ви дојдеме на гости во Куманово и на Тумба Фест и на фестивалот во ноември, нели, кој што го организирате по повод денот на ослободувањето на градот. Ајде, ке се случите да слушнеме уште едната песничка која што беше Довидување учителка, мислам дека беше. Благодарам, Таман учителки, поздрав до сите учителки, бидејќи се ближи веќе крајот на учебната година, претпоставувам и тие со нетрпение чекаат малку да се одморат, исто како и децата, па и ние родителите. Ајде одиме со уште една песничка, Мојата учителка. Ете, тоа беше песната за учителките. Поздрав до сите учителки во државава. Да сте ни здрави и живи и ви благодариме што ни ги учите нашите деца. Драган, тука веќе и да го заокружиме полека нашиот разговор. Ви благодарам што ни допатувавте од Куманово. Се враќате повторно на работа, бидејќи вие сте дел од образовниот процес, нели вие сте професор во средното училиште во Куманово, во едно од средните училишта. Ви посакувам успешен фестивал и како што кажав, еве нека биде ова повод да се видиме сега ние кај вас, да ви дојдеме на гости во Куманово и на фестивалот, ако сме слободни со сузе може со Јаков на убаво фестивалче, убави песнички за него. Ќе ни биде драго да бидете наши гости. И Тумба Фест и останатиот кој што е на 11 ноември. Ви благодарам и ви посакувам среќен пат до Куманово. Успешен фестивал. Ви благодарам и на вас за поканата за учество во вашава емисија. Повелете во Куманово во секое време. И јас ќе ви се заблагодарам, ќе посакам успешно годишно издание на овој фестивал. Нека има многу деца кои ќе се охрабрат да пеат. И поздрав до сите оние наши гледачи кои што го негуваат детето во себе, бидејќи без разлика колку ни се множат годините, да го зачуваме детето во себе. Сепак тоа е една прекрасна работа која на секој еден човек му дава за право да го ужива секој ден и да го гледа животот, не може би секогаш со розови очила, ама да го гледа секогаш како едно дете кое е дојдено овде на поминување.